Благодарам председателке. Почитувана председателке на комисията, со оглед на обемноста и постапките кои што пред ова комисија ги имаат граѓаните, бројот на самите предмети укажува на тоа и секојдневно истите на еден или на друг начин можат да се најдат во ситуација да имат доставено одредена жалба по однос на одредени надзори во однос на инспекцијскиот надзор или прекршајочната постапка. Мислам дека треба во однос на комисијата да продискутираме колку, како и што се решавало. Председателката образложи, сакам само неколку дообјаснувања и прашања кои што ќе ги поставам да можеме да ја доразјасниме ситуацијата во која се наоѓа ова комисија. Така да, во однос на од самиот извештај, како и што самата образложи, во однос на точка 4, статусот на реализација на активностите во однос на постапките од правна заштита. Точка 4.4.1 вели вака: вкупен број на примени предмети во 2019 година во инспекцијскиот надзор од областа на трудот, социјалната политика, образованието и културата, од областа на транспортот и врските, животната средина и просторно планирање, локална самоуправа и одбрана, од областа на земјоделството, храната, ветеринарството и здравството и од областа на економијата, финансиите, информатичкото општество и вкупен број на решени предмети од наведените области. Истото наведовте дека се зголемени мериторните одлучувања по овие предмети. Од вкупно, значи Државната комисија во текот на 2019 година решила вкупно 821 предмет во инспекцијска постапка и тоа на следниот начин: 368 предмети каде жалбата ја прифатила, 322 предмети каде жалбата ја одбила, 63 предмети каде жалбата се отфрла, 9 предмети каде постапката по жалбата е забрана, мериторно одлучила за 10. 6 предмети по однос на изјавена жалба кои се испратени на понатамошно постапување и 43 предмети по повод заведен управен спор. Сега, од вкупно решените предмети во ова област имаме 10 мериторно решени предмети. Тоа е само околу 1% од решените предмети. Дополнително, од точка 2 од истиот овој пасус и дел вели вака: вкупниот број на примени предмети во 2019 година во прекршочната постапка од областа на трудот, социјална политика, здравство, од областа на економија и финансија, од областа на транспорт и врските, животната средина и просторно планирање, земјоделството и од областа на внатрешни работи и други области и вкупен број на решени предмети од наведените области. Во 2019 година пред Државната комисија се примени 2610, од кои вкупно со заостанати предмети вели вака: има решено 2800 предмети, 487 предмети каде жалбата е прифатена, 1714 предмети каде жалбата е одбила, 48 предмети каде жалбата се отфрла, 215 предмети каде што постапката по жалбата е запрена, мериторно одлучени 182 предмети, или тоа е околу 6% од решените предмети. И решени предмети по повод заведен управен спор од 151 предмет. Значи, зборуваме за процент од 1% и 6% за мериторно решавање, иако ако знаеме дека колку предмети се доставуваат до самата комисија, и сакам председателката да ми одговори дали и во кој степен истите имаат евиденција за тоа кои од предметите се враќаат по втор пат, по трет пат во истата комисија, после доставување на првостепениот орган, односно по жалба, каде што истите ги враќаат на повторно разгледување и одлучување, ако знаеме дека согласно членот 109 од Законот за општа управна постапка во точка 11 вели: кога второстепениот орган постапува по изјавена жалба против управен акт кој еднаш бил поништен и вратен на повторно решавање, постапувајќи по жалбата, должен е самиот да го реши предметот. Не случајно ова го зборувам, туку го зборувам и од пракса и од
информации кои што доаѓаат дека второстепените комисии истата ова одредба не ја почитуваат и повеќекратно предметите повеќекратно се враќаат кон првостепените органи, иако имаат законска обврска. Затоа барам, доколку е во можност, според нејзините информации, колку од овие предмети се вратени по втор пат во комисијата на одлучување и колку истите го пременуваат цитираниот член од законот. Дополнително, кога веќе зборуваме за комисијата за одлучување во втор степен од областа на инспекцијскиот надзор и прекршувачната постапка, актуелна беше оваа комисија и е се уште во постапка на така наречено спојување, кое што истата сакаат да ја спојат, односно да ја припојат кон второстепената комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Лично, ако може председателката да се произнесе како гледа на самото законско решение во однос на тоа што истите членови кои што таму се избрани согласно закон, согласно сите постапки и процедури, конкретно за председателката која што со закон сакаат статусот на председател на комисијата во новата комисија кај што ќе бидат припоени да им се трансформира во член. Тоа значи уназадување лично за статусот кој што таа аплицирала и го добила. Секако согласно регулативите и постапките кои што истите се ги запазиле во ова собрание. И како би функционирала, бидејќи истата кажа дека има 5 члена, 1 председател и заменик, сосем јасно беше 7 членови, а новата комисија предвидува 16 плюс 1. Голомазноста на ова тело кое што се предвидува, а овде истите одлучуваат согласно овој број на членови, а секако во однос на стручните соработници и администрацијата за која што кажа нема да спориме, бидејќи неопходно им е потребна со оглед на обемот на работа која што ја имаат и постапките кои што ги водат во однос на администрирање на сите овие предмети. Затоа овде ќе завршам и сакам ако може председателката да ги одговори овие прашања. Ви благодарам. Благодарам, колега.